Почитувани пријатели на Засе.мк, почитувани пријатели кои не следите на социјалните мрежи на Facebook и на YouTube, добро вечер и добре дојдовте во четвртата и последна емисија од пилот проектот Време на Сдруженијето Медиум. Видео подкаст од 4 епизоди кои се емитуваат во живо на Засе.мк и на неговите канали на социјалните мрежи Facebook и YouTube. Проектот делумно е поддржан од Европската Унија преку проектот EU со тебе, а во овие 4 епизоди зборувавме за важни теми поврзани со зачувувањето на животната средина, како да се доближиме до Европскиот зелен договор и која е всушност нашата заедничка улога во целокупниот процес. Минатите 3 емисии зборувавме дека е време за управување, а не депонирање со отпадот, дека е време за да дишеме чист воздух, време е за чиста вода и за чиста почва. Денеска велиме време е за зелена економија, за што ќе дебатираме со нашите вечерашни гости. Доктор Авни Арифи, директор на Центарот за развој на бизнисот при Универзитетот на Југоисточна Европа. Добро вечер. Добро, најдов. Ви благодарам што најдовте време да дојдете од Тетово, да подискутираме за важни теми кои што, ако ништо друго, во иднината ќе бидат за нас пресудни. Ирина Јаневска, председател на Сдруженијето за социјални иновации, АРНО. Добро вечер и за вас. Добро вечер. И Мирко Николовски, креатор на Едистроу. А што е Едистроу? Ќе откриеме малку подоцна. Добро вечер и за вас. Добро, најдобри, фала ви за приликата. Одлично. Прво да видиме неколку примери за зелена циркуларна економија во земјава, како функционираат, но и со какви проблеми се соочуваат овие луѓе. Зелената економија отвора можности за нови работни места, но освен парите, тука и еколошкиот момент. Голем дел од отпадот би можел повторно да се користи во друга форма и на тој начин да се ослободиме од ѓубрето и терминот валка на држава. И тука треба само да се биде креативен и да се најде начин како да се искористи условно кажано непотребното. Калифорниските црви јадат органско ѓубриво, процес кој трае 2 години, а практично од нивниот измет се добива збогатен хумус кој се користи како додаток за почвата и потоа таа раѓа повеќе и поквалитетни плодови. Но за да почнете ваков бизнис, административните процедури се долги и потребни се лиценци исто како и да произведувате вештачко ѓубриво. Митко Ристоманов е млад архитект од Струмичко Новосело, кој како хоби почнал да одгледува токму калифорниски црви за да произведе хумус за сопствени потреби, па и ако остане нешто повеќе да може да продаде. Во својот пластеник има неколку легла кои ги храни со арско ѓубре, остатоци од храна и картони. Треба да е старо од минимум 10 месеци до година, добро компостирано, без непријатен мирис. Ги храниме црвите еднаш до 2 пати месечно, со добро навлажното арско ѓубре. Инаку суровина друга може да биде секој друг органски отпад, остатоци од овошје, зеленчук, картони. Тоа има доста така добра храна, таму се намножуваат баш. Само не сме да има месо, масла, значи такви потешки работи. Треба да се одржува во леглата постојана влага, околу 90%, затоа ги покриваме летно време леглата и со слама. Ги обраќаме, се грижиме за нив, сепак иако тоа се црви, сепак имаат некои природни непријатели, како што се некои инсекти, кратови, кокошки, птици кои што може да направат голема штета на леглата. За само 3 месеци едно легло од околу 100.000 црви може двојно да се зголеми поради брзото намножување, но и мора постојано да внимава на нив бидејќи имаат многу природни штетници. Кратови, кокошки и други инсекти како конјоштипот, кои ги јадат ларвите. Единствен начин е вака да ги раскопаш и да ги утепаш. Рачно. Да. Друго. Еве ги црвите. Што е? Као баш тука. Ристоманов вели дека не добива никаква помош, иако со својата работа помага во намалување на отпадот, а вложили големи средства. Прво за да создаде живеалиште за црвите, а потоа и да ги купи. Колку административните процедури за една ваква, да речам, мини фабрика се
Така. се долги, дали државата ве помага на некој начин? Не, значи за разлика од соседна Бугарија, овде е близко, која е член на Европската унија, таму имате и субвенции и посебни програми за млади фармери кои се занимаваат со овој вид на производство. Овде касни законската регулатива, процедурата да регистрираш таков производ е како да произведеш вештачко ѓубре, малте не треба да исполнуваш такви ригорозни услови, да имаш таков и таков тип на вработени, кој што реално нема потреба од сето тоа. Треба да излезе во пресред самите законодавци во однос на ова работа и да се поедностават сите овие непотребни законски процедури и се оно што следува бирократија, сето тоа. Циркуларната економија отвора простор за нови работни места, но може и во иднина да повлече дополнителни заштеди. Овде има голем простор за работа, и има простор за десетици илјади работни места, би ги нарекол. Годишно, е само еден податок ќе ви дадам. Мислам дека тоа беше пред поскапувањето на сите репроматеријали. Македонија увезуваше околу 150 милиони евра вредност на вештачки ѓубрива. Значи, ако барем третина или половина од арското ѓубре што стоката го произведува во Македонија, го преработиме со помош на калифорнијски црв и после тој биохумус го аплицираме во земјоделието, мислам дека за неколку години би можеле да бидеме независни во однос на увозот на вештачки ѓубрива. Иако Струмичкиот регион е најпознат по земјоделските површини, земјата таму е веќе истрошена. Затоа потребна и е помош која доаѓа токму од органско потекло. Квалитетот и самите погодности што ги има хумусот во однос на вештачки ѓубрива е неспоредлив. Едноставно, вештачки ѓубрива знаеме дека ја истоштуваат почвата, ја бетонираат едноставно, ја прават, ги убиваат микроорганизмите во нејзе, а биохумусот обратно ја збогатува, го зголема процентот на хумус на почвата. Не знам дали знаете, нашите почви, поготово во Струмичкиот регион, кај што имаме интензивно раногренарско производство, тие се истоштени почви. Нивото на хумус е многу ниско. Така да тоа е единствениот пат, би го рекол, на одржливо, на кружна или циркуларна економија, кој што треба да биде поддржан и да биде во тој правец да се движиме. Но ова не е единствениот начин преку кој може да се искористи отпадот кој го произведува самата природа. Калифорнијските црви се користат за производство на ѓубриво, односно за додаток на почвата и тоа во помали количини. Но со преработка, односно со компостирање на биомаса, се добива оваа земја која потоа е спремна за обработка. Цветанчо Ѓоргиев е фармацевт кој во рамките на својата компанија отворил и компостара за да може да го преработува отпадот кој самата компанија го произведува, но и маката го натерала да бара спас. Старото блато кај Новосело е пресушено, па таму има голема количина на трска која сега тој ја собира за да ја преработи. Имавме сериозен проблем некаде во февруарите, јануари, февруари, март, кога е најсува трската, одредени личности ја пале. И сега ние тоа го собираме во најсушниот период, да речеме во август и во септември, така да на некој начин ги чистиме површините и оневозможуваме одредени дали сточари, дали било луѓе кои што се со некои пиромански идеи да го палат сето тоа. Кое што инак, откако ќе се запалят тие површини, неможноста да се угасат, резултираше со живење во, да речем, во нашето село некои си 2 недели во постојан густ чат. Сега, бидејќи се очистени тие површини од тие остатоци вегетацијски, тоа не се случува. Ако на запад земјоделците плаќаат одредена сума за компостарите да го земат нивниот отпад и да го преработат, тоа во Македонија не е случај. Земјоделците не се ни свесни дека со тоа можат да добијат поквалитетна почва за обработка. Тоа е всушност главната причина зошто компостирањето не е примарен бизнис за Ѓоргиев. Ова само по себе е неисплатливо доколку работи. Значи, ние овде, како општествено одговорна компанија, ова, освен што го решаваме нашиот отпад, исто така работиме и на зачувување на целата средина, која што ја има. Значи, ги одржуваме тие ливади, да ги речеме, или поранешни ниви во кондиција да не обраснат, да не стане тоа запуштено. Доколку ваквите компостари се развијат, ќе се намали и работата на комуналните предпријатија.
Во развиените земји државите сами ги субвенционираат ваквите фирми, бидејќи корист од преработка на биомасата имаат сите. И пред да почнеме со дебатата, само повик до нашите почитувани пријатели кои не следат на социјалните мрежи Facebook и YouTube и на zase.mk. Нивните прашања и дилеми да ги постават во текот емисијата, на крајот во последниот дел од овој разговор ќе се обидеме да ви одговориме. Господине Арифи, органски отпад од ова плодна македонска почва, како што видовме, има колку што сакаме. Зошто циркуларната економија како дел и од зелена економија не се практицира доволно? Каде е проблемот? Системски, идеен, институционален? Да, добро прашање. Мислам, за жал кај нас премалку се знае за поемот циркуларна или зелена економија. Повеќето луѓе сигурно го чуле од политичари, преку медиуми за зелената агенда и преку EU Green Deal, така начинениот договор на ЕУ за зелена агенда. Ние као институција, мислам, моментално работиме на еден проект што е баш фокусиран на циркуларна економија во секторот туризам. И за жал фидбекот што го добиваме од фирмите, значи не е на посокуваното ниво. Многу фирми значи немаат ни поими на тоа што се подразбира под циркуларност, што може да работат на тоа да го подобрат нивниот процес и како тоа фактички ќе им помага на целиот работен процес на нивната компанија. Не е дека само нешто дека да зачуваме средината, но тоа има и директен импакт и во нивната работа секојдневието. Значи, многу лесно е за една фирма, било да е од туризам или производство, ако може да рециклира отпадот што го креира, тоа значи ќе биде добро и за неа, па и за општеството. Видовме со какви проблеми се соочуваат. Каде е проблемот? Па проблемот мислам дека е неколку слоен. Не можеме да кажеме дека е само институционален. И знаеме дека имаме премногу бюрокрација и проблеми институционално, нема легислатива во рамките на законите. За жал имаме обиди да се движиме кон тоа. Едното беше забрана за користење на пластични кеси за малопродажба. Ама и за жал и тоа не се применува како што треба. Гледаме у маркети не даваат. Да. Ама ако идеме да, Си без рачка. но ако идеме у молови, таму купуваме облека, таму ни даваат и ни чарџираат, никако. Значи, Да, идејата беше сосема друга, биоразградливи кеси да се нудат, но колку што Сепак, значи, знаем да. од информациите, ниту имаме производство, ниту имаме технологија, машини, нели? Сето тоа треба да се па и смени. тоа не, мислам, сме Но имале... значи да. прво институционален, со законите да се Сега, регулираат, значи, ете како што побара Многу мислам, многу првиот сме гостин во овој наназад прилог. кон EU Green Deal, особено на легислатива, и како што гледавме од инсертот, значи, иако има волја од луѓето да направат нешто позитивно во ова општество, пак законите не дозволуваат истото да се имплементира. Пред да побинам на дамата, заради вашите интересни искуства последни, ќе го прашам Марко Николовски, Мирко Николовски, зошто се откажа од еден интересен бизнис, затоа што поциркуларно тоа што го правеше нема. Да го произведам и изедам. Да, баш така. Прво да кажам, не сум се откажал целосно се уште, само сум го оставил за некои подобри време, ако може така да се каже. Да, пове. Сак кратка ретроспектива. Почнав 2020 да ги продавам цевките, почетокот на годината негде. Цевки што се јадат. Што се јадат. Сламки. Целосно, да. И тоа така идеше некои 3-4 месеци нецели, дур почна короната. Кога почна короната, се затворија кафичите и тука се случи нешто многу битно. На почеток, првите 3 месеци се беше супер. Значи, милиарда коментари на секој пост на Facebook, пофалби, лични пораки од луѓе што прв пат ги гледам. Браво, дечки, супер сте пред време, сте супер ви идеја да само терајде. И се беше супер, имаше задоволителна продажба, да речеме, кога да се покријат некои трошоци.
кога ќе идев, пошто ја лично ги доставав со тротинет, значи се потрудив се да биде еколошки од самиот производ, процесот на производство до крај до доставата. Што ги произведуваш? Неколку типа на брашно. Значи налик бисквица. Сега не ми текна да донесам, пошто и немам произведувано. Имаше вкусови различни? Имаше чоколадо и ванила. Да. А безглутенски? Безглутенски беа и беа вегански. Да. Се потрудив. Асортиманот може да се зголеми колку што има и сокови и бисквити на крајот на краиштата. Да. Ти помогна ли некој, Мирко? Па не можам да кажам дека не ми помогнале затоа што не сум ни побарал помош. Кога почна короната, најголемите клиенти, кафичите, рестораните ги затворија први, мислам дека заедно со образовните институции, и тука веќе нас ни секна најголемиот извор на пари. Кон крајни клиенти продажбата беше по 50-100 цевки, кон кафичи беше по 500, по 1000 цевки. Од 50 цевки или 100 не може да се живее, и тогаш кога ги затворија кафичите имав период малце да размислам, викав ќе пројде короната за 3-4 месеци, ќе ги отворат пак. Ама имав период некои 2-3 месеци да размислам и сватив дека е прерано за нешто такво кај нас и не може од тоа да се живее. Зошто не тропна некоја од вратите на институциите? Толку имаме фондови за стартапи, за фитър, секакви фондови. Да, па за фитър има една многу интересна случка. Не знам сега, штета што не дојде и ова, но знае колкава беше апликацијата за тие фондови, као 3 дена треба да утепеш да ја пополниш. Имав се пополнет, имав отворена фирма, мислам дека 22-30 евра ми беше проектот, 30% мислам ние фундиравме другото ни и требаше да аплицирам и мислам дека до крај на недела беше рокот, ја у петок сабота да аплицирам и гледам дека ми фали уште еден документ. И требаше да се земе од УЈП, мислам дека. И кога видов ми стана криво и се откажа. После тоа кратко, после 2-3 месеци имаше и друг повик, ама веќе бев имал сватено дека е прерано за такви идеи, само ќе им ги земам пари дека ги истрошам. Во загуба си? Од до сегашното овако? Па не знам, не сум правил некоја пресметка, ама тоа е нешто занемарливо што во никој случај не ми е криво и дури 5 пати повеќе да сум изгубил. Задоволен сум од искуството што сум го стекнал и од нешто што сум направил што може после 5 години ја ќе го продолжам или со задоволство ќе го давам некој друг да го работи. Па еве веќе некој друг го прави тоа, така Ирина Јаневска? Да, јас само што дојдов од Белград од една регионална конференција за социјални иновации, зелено социјално претприемништво. И еве ги, ова се лажички што се јадат, значи наместо ние пластичните лажички кога мешаме кафе, чај, можеме да користиме ете ваков производ на српски стартап, меѓутоа станува збор за производ кој што го има во светот, меѓутоа ние сите целиме да го има тука да е достапен локално. И сега јас доаѓам од позиција на една организација која што поддржува вакви идеи, така да прво кога го видов Мирко, каде се изгуби, зошто не аплицираше кај нас на зелени идеи беше прашањето. Се дава поддршка, свеста е мала, еве например ние тоа што го правиме, повеќе веруваме дека еден сторителинг, кревање на свест отколку вистинска инвестиција, инаку се согласувам. Институциите се оние кои што први треба да ги отворат и фондовите и да бидат повокални во општеството дека постојат можности кои што ќе поддржат вакви идеи, меѓутоа не само преку грантови поддршки, туку може да бидат и корисници. Зошто сите институции, нели, во рамки на своите настани не ги користат овие производи? Сламките на Мирко? Така. Епа, еве сега кога спомна кратко само институции, имав нарачка од британска амбасада, голема нарачка, правеа некој коктел и стварно позитивно се изненадив. Странците се меѓу првите. Не знам никако ме нашли искрено, некоја македонка од тука ме најде, ме исконтактира и баш беше онака интересен. Има ли варно некои идеи, зборувам за млади луѓе, за стартапи на вистина кои што почуваат од нула, значи идеја, иновација за нешто што го нема, а кое што е здраво и е воедно пријателски, френдли, настроено према животната средина? Има, ние менаџираме надпревар на национално ниво, станува збор за регионален надпревар веќе 8 години и 8 години на регионално ниво имаме македонски победнички зелени идеи. Многу интересно е што последниве години ја гледаме таа свест како расте, значи не само институционално, легислатива, меѓутоа кај граѓаните има се повеќе свест и креација
Сега малку ние статистички не водиме толку длабинска анализа за возраста. На Зелени идеи сме отворени за сите возрасти, за сите категории на граѓани, без разлика дали се правни или физички лица. Во рамки на еден друг проект RISE охрабруваме млади предпријачи, им помагаме во идеација, во развивање на вакви бизнис модели кои што се добри и за природата и за човекот. Имаме, очекуваме наскоро да видиме прва физичка продавничка каде што Zero Waste ќе биде целиот концепт, ќе одиме со амбалажи, наместо да си купуваме шампон, ќе се точи шампон. Нема да има потреба од амбалажа, рефил. Во што? Во амбалажа сам ќе си носам? Да, како на времето што сме имале таква пракса која што ја памтиме од нашите баби, дедовци, нели, самите млека и јогурти, да, биле нешто што е реупотребливо. Нема потреба од целата таа амбалажа. Дополнително по тоа граѓаните ќе го сватат и сега со економската криза, кога ќе видат дека е подостапно, поевтино, по джебот, кога ќе удри народски кажано, ќе сватиме што значи таа амбалажа, дека чини, освен што е отпад, таа е економски Имате ли некој неисплатива. други, спомнавте победници први места, има ли некој кој што успеал досега да се Имаме. пробие во бизнис? Имаме млада иноваторка која што од комиња, која што е отпаден процес, нели, кога се произведува вино и ракија, прави Тоа го знаеме прехранбен сите. адитив. Така да, она што не го знаеме дека станува збор за млада иноваторка која што има две фирми, едната е победничка исто и на фонд за иновации. Во рамки на Зелени идеи таа победи на регионално ниво со идеја каде што од нус производ што завршува во реки, знаеме колку е штетно. Така. Сме ги виделе оние лилакови реки Да. и малите произведувачи на вино како се оттарасуваат од овој производ, таа го откупува од нив, го преработува и добива еден адитив кој што се користи не само за боење на мастики, во кондиторска индустрија на колачиња, туку има Боја нутритивна. адитив, така? Да, има и нутритивна вредност. Аха. Комињето е, грозијето е навистина еден дар од природата и таа успеа да иновира во тој дел. Ева оваа година исто имаме идеи кои што се сега во почетна фаза, имаме луѓе кои што имаат амбиција да собират пелени од родителите, значи да не завршуваат пелените на оној општо отпад, туку да ги првен да изградат свеста, да направат мобилна апликација, да ги соберат и понатаму една палета на производи може да се прави од пелени, од патишта до пелети, тие ќе Но и за нив пилотираат. би требало да се селектира. Да, Така. тоа е првата свеста и да се селектира. Доаѓаме до основниот проблем на обратно поставената пирамида. Прво селектирање, услови за селектирање, па третирање, понатаму и рециклирање на отпадот. Че го немаме сега првиот елемент. Каде да се селектира? Ки има посебни места блиску до градинки, игротеки, прецаке што има инфраструктура за нели, каде што има најчесто се наоѓаат овие корисници се таргетирани, меѓутоа и пред условите инфраструктурата многу е важна свеста. И сега јас не сакам ние да делуваме негативно кон јавноста и да ги нели кудиме граѓаните за нивните практики, ние би сакале да ги мотивираме овие млади Не се луѓе. секогаш виновни граѓаните, Така. со оглед на тоа што немаат услови да да исполнат својата должност или желба према животната Или средина. немаат познавање. Да. Или да немаат познавање. Може да ги наградиме доколку. Господине Арифи, вие сега од практичен и од научен аспект. Да. Ако земеме дека има вакви идеи, црпиме ли ние и странски искуства и нешто, како да ги промовираме овие искуства или овие знаења на нешто што нема да биде само стартап на еден млад човек, туку во навистина голема индустрија, во големи компании. Има ли кај нас големи компании кои што практикуваат циркуларна економика? Колку што знаеме, ние за жал нема. Значи има обиди да се направи нешто. Нешто компаниите прават, иако свесно не се свесни дека го прават истото. Како што рече и Ирена. Ние пред 20-30 на години сме практикувале индиректно циркуларна економија. Сме купиле сокче од стакло, стаклено Така. пакување и сме го вратиле као Так, после сок, значи пиво, тоа е сите делот пијалци, на млеко. да, на англиски тие се на циркуларната економијата 7 R's, што едниот дел е reuse, значи да се Да. повторно употреби истото. Значи ние веќе сме го имале нешто, а за жал за овие 30 години сме го изгубиле и сме отишле скришом на други патишта. Значи има обиди од компании да се направат нешто, но за жал тоа малте. Значи, Мали примери, везе шари, например, биогаз, што користи. Значи Полошки е ВЗ Шари, компанија, што исто така произведува и прехранбени производи со брендот Леке. Значи тие прават
енергија, значи произведува енергија од истатоци од Од влажниот Да, измет и живински, органски од живински секако, орган, да. И према тоа тие произведуваат електрична енергија Од за метан, нивните претпоставувам. потреби. Да. Да. Значи тоа се едни Тоа е- од обидите што се Така. прават, но за жал, еве, у Полошки тоа значи единствениот добар случај што може да се напомене на тоа што може работите да се повторно употребуваат. Според ова, ние засега имаме многу повеќе загадувачи во индустријата и во стопанството отколку циркуларна економија. Како што можам да разберам. Мирко, ти си сега IT експерт или како да те наречам? Програмер. Програмер. Да. Наједноставно. Има ли во таа индустрија со која што ти се занимаваш, циркуларна економија, може ли, спред се мислам на хардверот нормално, не мислам на софтверот. За среќа има. И има многу позитивни примери во претходната фирма, во Телеком, сега ќе ги пофалам. Баш неколку дена пред да вакво се пофалија дека донираат неколку делови од компјутер. Во нова фирма во која што сум уште на почеток кога отидов, баш зборев со еден вработен што е за тоа задужен, 20 компјутери донирале на некоја читална, ако не се лажам, во Скопје. Познат ми е примерот со Бороче, да. Да. Тоа е многу добро нешто. Јас секојдневно го пратам на Твитер, алал да му е на дечкото, не само што он донира, он поттикнува и многу други луѓе да донираат. И тоа покренува цела лавина што стварно штета е, нели сите сме свесни, хардверот застарува и после 7-8 години не употреблив, ама ние у IT компаниите користиме компјутери по 3-4 години, после тоа за нас се неупотребливи. Ама за 99% од нормалните корисници се како употребливи уште 3-4-5 години. Па дури и во процес на рециклирање. Па дури на крај, од која ги се искористат максимално, дури да се рециклираат на крај, и штета е сето тоа да се фрли, за среќа не се фрлаат. И стварно Не сум сме да се задоволен. фрлаат, да. Да, стварно сум задоволен од тоа и често гледам примери кај што се применува во нашите компании тоа. Дополнително не само за хардвер, скоро и да нема компанија кај што нема 4-5 посебни корпи големи за сортирање на отпад за рециклирање. А денеска ви тропнал ли некој од институциите да ве праша, имате одлични луѓе, одлично се имаат прекрасни идеи, кажете што треба да направиме, како да ги промовираме, да им помогнеме на овие луѓе, за да нивните идеи се претворат во реален бизнис во рамките на циркуларна економија? Обично обратен е процесот, ние тропаме на врати и бараме поддршка. За среќа имаме медиумски партнери, медиумите препознаваат навистина една интересна и важна тема. Имаме партнери од стопанските комори, Стопанска комора на Северозападна Македонија, Фонд за иновации ни е член на жирито и дава некакви символични награди на зелени идеи. Еве сега имаме прекограничен проект со Србија, кој што повторно ќе биде еден мини надпревар зелени идеи за прекограничните региони од овие две територии. И има, мислам, веќе доаѓа слухот, меѓутоа лично да ни се обратат, не, ние го чекаме приватниот сектор кога ќе се свести да самите не побараат, затоа што и тие се голем дел од синџирот и од екосистемот. Оди законите го принудуваат приватниот сектор за да се обрати во невладиниот сектор и на тие луѓе што имаат идеи, што се иновативни, но кај нас изгледа повторно некоја карика недостасува. Недостасува и многу е важно граѓаните да го прават притисокот. Ние општествената одговорност имаме како концепт кој што постои долго време и може саме секој граѓанин да избере од каде што ќе купува. Убаво би било, например, да посетиме хотел, еве јас ќе го кажам примерот што го имаат од прирачникот од универзитетот, што има еве модел на циркуларност во самото работење. Јас само што дојдов од Белград, во мојата соба сапунчето многу малку го искористив, тој сапун ќе се фрли. Зошто да не се реупотреби, да се даде на еден зелен стартап кој што ќе го помина тој процес, ќе направи безбеден продукт од нешто што е отпад? Јас би користела услуги од таков хотел, што ќе биде исто на соларна енергија, на чиста енергија, кој што ќе има храна која што е набавена локално во радиус од 30-50 километри. И ние како граѓани можеме да правиме притисок, особено еве во делот и на социјални мрежи, медиумски, и да ги охрабриме овие луѓе, да ги пофалиме, меѓутоа и да имаме можност и да ги негативна критика да дадеме доколку видиме таква пракса.
Ќе продолжиме со дебатата. Најпрви да видиме каква е состојбата во Европа, посебно кога се работи за драстично намалување на емисиите на штетни гасови преку иновативни зелени проекти во прилогот на Владимир Марич. Циркуларната економија се залага за широк поглед кон одговорностите за животната средина, а тоа не е политика што одговара на сите бизниси. Индустријата ќе мора да развие политики кои ќе го земат во предвид компромисот помеѓу економијата, ефикасното искористување на ресурсите и отпадот. На своето најосновно ниво, циркуларната економија е за изнаоѓање начини да се создаде круг на природни ресурси, секојдневни производи и отпад што тие го создаваат, и подобро ги користи ресурсите. Тоа вклучува искористување на голем број различни стратегии во управувањето со отпадот, за да се задржат материјалите од производите во циклус на континуирана употреба секогаш кога тоа е можно, при тоа минимизирајќи го влијанието врз животната средина. За жал, не постојат јасни мерења или методологија што им кажува на бизнисите дали има подобар или полош начин за ракување со материјалите. За циркуларната економија да биде успешна, приватниот сектор мора колективно да ги споделува своите информации и да мери некои показатели. Таков е примерот со европската индустрија за батерии. Предложените нови регулативи за батерии би можеле да ја отежнат електрификацијата на транспортот и да ја откријат комплексноста на создавање одржливи пазари. Климатските промени се на врвот на глобалната агенда и затоа има многу дискусии за тоа како да се регулираат индустриите за да се намали нивната јаглеродна емисија. Проблемот е особено нагласен во транспортниот сектор, каде електрификацијата станува приоритет. Европската Унија планира да бара сите нови автомобили продадени од 2035 година да имаат нула емисии на јаглерод, што ќе бара брз развој и на инфраструктурата за полнење возила и на производство на батерии. Во исто време, ЕУ предложи нови регулативи за технологии за батерии кои имаат за цел да ја направат индустријата поодржлива и помалку загадувачка. Моментално мнозинството на батерии за автомобили и превозни средства се литиумски, но за жал, тие се штетни за околината и не можат целосно да се рециклираат. Научниците разгледуваат нови можности за производство на батерии и прва алтернатива за литиумските батерии се оние од цинк. Цинковите батерии се една од многуте кои се сметаат за солидна алтернатива на литиумските батерии, поради неколку причини. Прво, а можеби и најважно, батериите базирани на цинк се досега единствената нелитиумска технологија што може да се произведе со користење на традиционални методи на производство на литиум-иони. Второ, цинк батериите се исто така многу густи за енергија во споредба со алтернативите, што овозможува високо складирање на енергија во мали области. Една од причините е што цинк-ионските батерии нудат подобрена внатрешна безбедност во однос на литиум-ионските батерии. Додека литиум-ионските батерии се предмет на согорување поради високо запалив електролит, цинк батериите користат вода како електролит, што ги прави значително побезбедни. Друга причина е тоа што цинкот како суровина е позастапен од литиумот, што значи дека батериите на база на цинк би можеле да бидат поевтини, помалку штетни за животната средина и помалку подложни на проблеми со снабдување. Но за да станат цинковите батерии број 1 на пазарот, мора да се променат производствените погоди на произведувачите на батерии, што бара многу ресурси, но и време. Проблемот со батериите за транспортни возила се класичен пример со кој се соочува циркуларната економија. Балансот помеѓу профитот, заштита на природата, ефикасно искористување на ресурсите и отпадот од овие бизниси е нешто што денеска е тешко мерливо и тешко е да се одбере вистинскиот начин на функционирање. Балансот помеѓу профитот, заштита на природата, ефикасното искористување на ресурсите и отпадот од овие бизниси е нешто што денеска е тешко мерливо и тешко е да се одбере вистинскиот начин на функционирање. Пред да продолжиме со дебата, уште еднаш ве повикувам сите ваши прашања и дилеми да ги поставите на социјалните мрежи каде што не следите, а веднаш по овој круг дебата ќе се обидеме да ви одговориме. Господин Арифи, видовме електричната енергија сега во интенциите на Европската Унија, па и кај нас се обидуваме да направиме соларни електрани, понатаму возилата, автомобилската индустрија, па и целокупната електроника и техника се движат кон батериите. Кај нас многу тешко оди собирањето на старите батерии, а да не зборувам за електрификација на возен парк или на други извори на обновливи енергии. Зелениот договор е во фокусот на сите земји во Европската Унија, па и пошироко.
Каде сме ние во оваа приказна? Ние, за жал, не стоиме добро. Како што е моменталната ситуација, гледајќи, почнувајќи од возниот парк, значи во државата ние, возилата ни се стари повеќе од 20 години и повеќе. Значи тие се од главните загадувачи. Па и на обновливи енергии, значи ако гледаме податоците, ние сме произведували повеќе енергија од водени ресурси или од соларни енергии, повеќе пред 20 години колку што денеска произведуваме. Значи се, за жал, светот и Европа иде напред, ние талкаме идеме назад. На работи што веќе имавме добра основа, а веќе го заглавуваме. Добар дел на тоа е дека пак е, мислам, освен институционалниот проблем и проблемот на менталитетот на луѓето. Значи, луѓето уште не се свесни на тоа каква штета ние правиме на сегашниве, но и на идните генерации со зголемувањето на отпадот што го правиме. Еве ние како институција веќе правиме обиди не само теоретски, што веќе имаме и програми имплементирани, имаме научни програми, значи додипломски и мастер студии на смерови на environment, energy and employment. Значи на делот да се фокусираме, па и младите лица да го видат као начин на работа, као нивна професија во иднина, на тоа дека тие може да бидат двигатели на циркуларната економија во државата. Тука би се надоврзал и, значи, пак на проектот што ние работиме и на тоа што Ирина кажа, за жал и соработката со приватниот сектор не стои добро. Ние мачевме да најдеме 12 компании од цела Македонија што би сакале да бидат вклучени во проектот на циркуларна економија. Значи, со становци, со стопански комори, со институции, мејлови, телефони. Зошто скапо им е, треба да сменат технологијата. Значи, идејата на проектот е... Треба многу документи да соберат. Повеќето беше capacity building на компаниите што веќе ги правиме, плюс им дадовме и неповратен грант на тоа да се движат кон циркуларна економија, но интересот на фирмите за жал не беше на задоволително ниво. Полесно е да го соберат ѓубрето, да го фрлат, отколку да се мачат да направат нешто циркуларно. Јанеска, доколку вие сте утре министер за животна средина и просторно планирање, министер за економија, министер за финанси, директор на Фондот за иновации и технолошки развој, што прво би направиле за да се смени и пристапот на приватните компании и генерално да се смени законодавството, би рекол, во државата, што ќе ги принуди сите повеќе да се грижат за животната средина преку циркуларната економија? Веројатно нема прв и втор чекор, паралелно треба многу процеси да се отворат. Она што треба да им стане на сите нам треба да ни стане јасно дека ниту зелена, ниту солидарна економија не се романтични приказни, туку се болни процеси на трансформација. Јас скоро бев и на патување во Болоња, каде што еден графит што го видов ми остави толку впечаток, вели еколошки колапс еднакво на социјален колапс. Немаме избор. Или днината е црна или зелена, измеѓу нема. Она што треба да се направи се тие процеси на легислатива. Јас мислам дека имаме и добра легислатива во теорија, во пракса многу малку се спроведува. Еден е пристапот на казни, другиот пристапот на наградување. Образованието е исто клучно. Ние ако имаме ученици и студенти кои што од мали учат предприемништво, не треба да учат за Макдоналд, за големи корпорации, тоа да бидат нивните идоли, туку треба да учат за везешари, за приказната тета на Марија Бургиева, која што собира кори од портокал и прави есенцијални масла, за комињето, за овие мали примери кои што ги има околу нас, за да им се доближи на граѓаните дека тоа е можно. Понатаму, оние награди, субвенции за приватниот сектор мора да постојат. Исто како и во социјалната економија има голема дебата дали ние правиме нелојална конкуренција, доколку наградиме бизнис кој што вклучува маргинализирани луѓе. Јас сум на тоа дека мораме од старт да ги инспирираме овие процеси, да ги поддржиме, а понатаму самиот процес органски ќе се каже. Ние секако живееме во едно капиталистичко општество каде што и пазарот ги диктира работите.
Така да во многу правци би размислувала кога би била на тие позиции за донесување одлуки. Сметам дека имаме многу работа, меѓутоа и пристап кон сектори и индустрија е важна. Транспортот е нешто што мораме да го да го реобмислиме, значи мора да го измислиме одново. Зелената економија и таму мора да Да, функционира. туризмот, бавен туризам, ние не можеме од убава земја да носиме туристи кои што ќе загадуваат од езеро кое што е најстаро во Европа Да, од да отпадните правиме. води од хотелот во езеро. Нема логика. Циркуларната економија никогаш не може да биде идеална, бидејќи никогаш не може да се рециклира толку колку што е потребно за да се произведе производот, нели? Меѓутоа, Мирко, доколку утре ти понудат да субвенционираат, финансираат проект како што имаше или сличен, би се откажало од твојата сега актуелна професија на IT професионалец? Од околностите. Што би те натерало да се вратиш на една ваква зелена економија? Па, сега баш на пузата дискутиравме, ако се донесе закон со кој што такви производи произведени од пластика за еднократна употреба се забранат, и како ја би се вратил нова. Пошто тогаш клиентите или ќе мораат да користат ваков производ, или стакло, метал, или ќе мора да се откажат. Побарувачка да ќе се зголеми неколкукратно, со тоа и самиот профит. Ако не се случи тоа, колку и да е добро, повеќе од некоја минимална плата 300-400 евра, у Македонија не може да се заработи. Исто така и освестеноста на луѓето е многу важна. Дури ако не се забрани, ако луѓето се свесни за тоа што се случува и дека со секоја цевка или со секоја кеса, со секоја шиша, они си го скратуваат и нивниот живот, и тоа ќе биде нешто. За жалка и нас се гледа преку профитот. Но еве, твоето искуство многумина кои што сакале можеби да работат слично ќе обесхрабри. Како да влијаеме ние на свеста кај луѓето, на младите бизнисмени, на идните стартапови, нели, за да увидат дека тоа што ќе го замислат може да го реализираат, а при тоа да се надеваат на помош од државата. Ако еве како еден млад човек како тебе, една пандемија му го уништила бизнисот и се нашол во други води каде што е професионалец во сигурно попрофитабилна вода. Да, па добро, пандемијата на многу луѓе им ги уништи бизнисите, не само, а камоли на вакви мали и не толку атрактивни. Инаку не би сакал да ги обесхрабрам, се си доаѓа у свое време. Ние уште не сме економски развиена земја. Вакви производи бизниси нема ни во многу поразвиени земји. Кога они ќе повлечат нога, ќе следиме и ние. Мислам дека за неколку години ќе почнат луѓето масовно да се освестуваат и мислам дека ќе дојде прав момент за вакви работи, а сега треба да се започне. Така што уопште не би обесхрабрил никој. Рефи, вие како практичар и професионалец сте разговарале ли со институциите како да го сменат начинот на субвенционирање, финансирање на вакви и слични проекти, генерално да сменат климата на финансирање на циркуларната економија од стартап, значи од почеток до оние стари фирми за да сменат технологијата, можеби, но да им се помогне за да преминот кон циркуларна економија и заштита на животната средина биде безболен. Да. За жал, се што доаѓа на делот на циркуларна економија и зелена економија, доаѓа од Европска унија и нивните фондови. Реално гледано, почнувајќи од ФИТР па и другите институции, дават некои грантови, но се е поврзано со директна поддршка од Европската унија, што е за жал. Мислам, ние као држава, па и нашите институции, треба првично тие да бидат двигатели на овој начин на размислување, да преминеме не од линеарен начин на размислување на циркуларен, што би било најидеално и за нас као граѓани, па и за бизнис секторот. Значи, имаат некои иницијативи, особено Фондот за иновации, во делот да поддржува зелени и циркуларни бизниси, но сепак, ако гледаме листата на бизниси што добиваат за идеја, за жал, ние 10% не се од делот на циркуларноста и затоа. Сме имале и наши представници директно учествувале во советувањето на некои институции, но за жал интересот на институциите не е на ниво да се поддржат бизниси што се пак поциркуларни,
Поентата е пак да се креират нови работни места, што е добро, но сепак да се размисли на делот на тоа што е подобро за нас као граѓани и као држава. Јаневска, парите во фондот се мали за да зборуваме ние тука за некои сериозни проекти или за некој сериозен ангажман. Колку треба врз основа на вашето искуство на тие што се пријавиле, ако може генерално да се оцени, колку пари се доволни за една реализирање на една идеја на еден млад човек за една ваква циркуларна економија, за да го почне тој бизнис, па потоа да почне да заработува и да го шири? Кај нас самиот надпревар си има свои критериуми и правила кои што важат за целиот регион, па сме малце ограничувачки. Ние велиме што би можеле со $10,000 да направите, евентуално со 20, ама да не осигурате дека имате од каде да ги обезбедите. Идејата е да се инвестира во идеја што доколку победи, вистински се оствари. Значи да не треба финансирање па сето тоа да биде неизвестно. Се интересно, јас морам да споделам на регионот, многу од идеите се повторуваат една година од Македонија, од Србија. Интересно е како, например, Грција, која што пред 3 години се придружи на регионалниот надпревар, доаѓа со идеи кои што и бараат поголеми финанси, меѓутоа имаат и услови да ги обезбедат. Ние сме виделе идеи да се спроведуваат со $10,000, тоа е нашиот услов, меѓутоа е многу тешко и бала голема жртва од тимот. Во секој стартап, нели, за почеток се работи без пари, се вложува време, енергија, ресурси кои што понатаму мора да имаат бизнес логика. Значи, еден од критериумите е дали финансиските проекции даваат зелено знаменце за жирито дека идејата ќе обстои, без разлика дали е едно или две вработувања. Ние во рамки на нашиот надпревар и другите програми во Арно, работиме со мали бизнеси. Значи, мали бизнеси вкоренети во заедницата, не сме отворени за големи традиционални предпријатија кои што сега се конвертираат во зелена економија. Тоа го прави Светска банка преку грантови. Гледам дека и банките имаат зелени кредити за помош на овие фирми кои што сакаат таква конверзија. Меѓутоа, ние сме виделе мали идеи од наше поднебје, од секакви рурални заедници. Ево од Кочан имаме задруга која што произведува ориз растен на суво, што е светска иновација. И е многу интересно затоа што кажав еден збор задруга, се од минатиот систем, меѓутоа во нови времења со нови вредности, не зборуваме за задруги кои што доаѓаат од еден поинаков систем кај што сепак, нели, државата туку од задруга каде што граѓани се здружуваат за да имаат користат заеднички трактор, заедничка технологија, помалку користат. Системот е сличен. Така. Во принцип, но со здружени сили во секој случај повеќе може да се оствари. Николовски, колку пари ќе беат доволни за ова твоја идеја да биде остварлива? Зборувам пари, помош од државата. На почеток ја бев уведен дека мои пари до €5,000 ќе уложам без да ми е жал дали ќе ги прокоцкам или не. А за реално да имаше поголеми шанси да успее сето тоа, да му се даде еден буст, да речеме, 10 до 15.000 евра ќе беа и како доволни за година и пол да се тера без никаков приход. Да, после тоа сметаш дека ќе беше бизнисот одржлив? После тоа, ако ги исклучиме последиците од пандемија, бидејќи пандемијата ќе сите нанесе удар, но некаква резерва ќе се направеше да се преживее. Да, сигурно, како што почна првите неколку месеци, сигурно после година дена ќе дојде до момент кај што киријата сама ќе се плаќаше, трошоците сами ќе се плаќа и ќе имаше 100-200 евра да останат на страна како некој профит. Сам го правеше или имаше вработени? Сам немав толку голем обем на работа за да имам вработени. Добро, интересни се проективе, но верувам дека веќе ги имаме и прашањата овде поврзани со истите. Прашањата доаѓаат, знаете, преку Facebook и преку YouTube, каде што го емитуваме пилот проектот Време од Clown 9520. Вели, финансираат ли државата и фондот за иновации проекти од циркуларната економија или единствено финансираат достава на пици? Имаше некој интересен провокативно. Што електрични возила се воведоа, јас ако добро се сеќавам, се тоа од медиуми сум го читала. Да, ги гледаме нешто. Има најава од Фондот за иновации за отварање на посебна линија за грантирање на идеи со што мене лично ми е многу драго. Малку подолго време ни требаше, без разлика еве што имавме представник од Фонд за иновации со години во жирито на зелени идеи, меѓутоа има најава до на што јас го имам како информација што го читам од медиуми дека еве институционално ќе се поддржат зелени. Повелете, додадете слободно.
Прашањата се отворени за сите. Па штета што не е тука представникот од екс-директорот Да, на фондот. и за актуелната функција и за екс-функцијата имавме многу прашања на тоа. Обврзани се. Штета што се злоупотребува фондот. Голема штета. Гледаме многу често проекти што немаат некоја поврзаност со технолошки развој, камоли со иновации, и слободно може фондот да си го смени името. Тоа име не му прилега, пошто многу ретко се подржуваат иновации. Многу ретко. Преска А баш не да зборуваме за циркуларна и зелена. Не, тоа на крај па Може преска малку ми да излезе бидам некоја девилс афера адвокейт. Ајде. за 100.000 евра дале за производство на ајвар. Претходно имаше 200.000 евра за производство на столици за некој пријател поврзан со власта. Многу голема штета. Тоа е со вкусна, како беше? Ванила. Вкусна карамел. Да. Ја само малку да кажам, за да има иновации, иновации, мораме да имаме лаборатории, истражувачки центри. Ние тоа го немаме, еве професорот ќе потврди. За да има вистинска иновација, пошто социјална иновација и тоа го валидирам. Ако има нешто во светот што го нема кај нас, можеме да го кажеме иновација во наш контекст. Не ми е проблем да има нешто што лажички се произведуваат локално. Меѓутоа истражувачки центри, лабораторија, еве сега доаѓам од Белград, една од панел дискусиите беше токму за тоа. За да имаме вистинска иновација, па да може да се патентира, да се пилотира нешто, не мора да инвестираме во лаборатории и центри, што можеби после 10 години ќе имаат иновативен продукт на светско ниво, па ќе речеме имаме иновација. Така да тука во поише насоки мислам дека е pointing Кратко ќе fingers. се надобрзам, покрај тоа и образование. Образованието со години назад кај нас е... Јована Трајковска вели зошто сите проекти за зелена економија престануваат да работат кога ќе заврши финансирањето од странските фондови. Тоа е генерален проблем на сите. Мислам, за жал, повеќето од проектите, целта е која е да бидат sustainable после завршувањето, и како што коментираше гледачката, за жал престануваат моментот кога нема веќе средства. Значи, концептот мислам, треба да се иде малце назад, да се гледа коренот на проектот. Реално гледано, повеќето од проектите, кога ги гледаме активностите што се прават, реално не се sustainable. Значи, не размислуваат на делот како да бидат одржливи, како проектот би се продолжил од како ќе се заврши проектот, и повеќе е настроен на тоа да се направи нешто ad hoc и да се заврши на тоа. Undiscovered Beauty вели дали може би има некој закон со кој фирмите би биле задолжени да инвестираат во зелена економија? Не знам. За сега преку општествена одговорност, тие што имаат малку повеќе свест се ориентираат од донации кон детски игралишта, болници, гледаат некаква поголема визија во инвестирање во проекти, во идеи кои што се одржливи, кои што имаат бизнис логика, пазарна логика, меѓутоа немаат обврска никаква. Ново прашање, Леон Најдовски, која е поентата на плаќање кеси во марките 15 денари, кога пак купуваме пластични кеси за да фрлам ѓубре, како со тоа се штити природата? Мислам дека Леон, да, поздрав, да. Јасно дека очигледно кај нас тоа е и трпејовштина наша. Да, дека е кај нас единственото решение забрана, а не 15 денари, 30 денари, 150 денари. Така. Дарко Маневски вели колку чинат разградливите и хранливи цевки за пиење на гостинот Мирко. Баш разговарав. Еве некоја идеја, некој доби идеја. Пандемијата завршува. Да. Па баш би било задоволство тоа да се случи. За поголема количина мислам на 1,2-1,3 денари, за помала количина околу 2,5 денари беа. Тогаш збориме за пред 2 години. Пред 2 години, да. Пред поскапување. Сега е друг Пред пазар, поскапување. Сега веројатно за 50% поише би коштале. Сигурно, тоа е многу повеќе него официјалната инфлација, Да. не и се. Да. Сајра Ибрахим вели зошто владата не ги принуди странските и домашни инвеститори да работат по принцип на циркуларна економија, особено во производствениот сектор. Господин Арифи, мислам дека вие ги имате на контактите Да, мислам, теоретски и практично за тоа. Да. За жал, стандардно кога очекуваме странска инвестиција, чекаме и ноу-хауто нивно да го добиеме. Значи тоа е делот као принципот на кој се користи се на делот на странски инвестиции, но као што гледаме, значи повеќе се искористува трудот, капиталот тука отколку што се добиваме ноу-хау. Тука вклучувајќи го и делот на циркуларност. Значи гледаме, имаме многу странски компании, работат тука, вработуваат луѓе,
но делот на циркуларноста или на тоа да пазат кон општеството не е на ниво како би било да беа истите фабрики во Европската Унија. За жал, немањето на реална легислатива го Да се тера остави и во државата. И странските бизниси што во нивните земји поинаку работат, тука работат поинаку. Стефан Николовски, зошто ги труеме почвите со вештачко ѓубре кога процесот на производство на природно ѓубриво не е воопшто скап? Се работили на обуки и тренинг на населението во руралните средини. Вие како представник од невладината имате информации? Да, има се повеќе во граѓанскиот сектор, се повеќе колеги се мобилизираат на едукација. Кај нас е подоминантно оваа солидарна социјална економија, зелената економија доаѓа како додадена вредност, меѓутоа се работи на ова што го збориме финансиска писменост, правење бизнис план, зелено буџетирање, се оди на едукација и тоа е неформална едукација. Да, Арифи, вие со директни обики учествувате, така е, во високо образование. Во туризм. Да. Например, да споредам не за почвите, меѓутоа значи се работи веќе. Да, значи мислам реално проектот на ние што работиме е единствениот не во Македонија, можеби во регионот што реално се фокусира на циркуларната економија и им помага на компаниите да се обидат да преминат кон циркуларност. Мислам дека според моите сознанија има вакви обиди, дури и финансирање од странските фондации на компостирање или преработка на органскиот отпад. Да. Значи не е тоа толку трагично, но треба желба и од наша страна. Не треба да зависиме само од странските фондови. Треба Бошко да се направи Таневски, нешто. да ги забрза малку прашањата, каде ги снема кутиите за рециклирање на батерии по маркетите? Веројатно каде што ги снема и контейнерите. Тоа да, тука има други актери. Ако може Некаде има, меѓутоа Некаде. кампања фали. Да. Но стотици милиони батерии кои што се трошат секојдневно, претпоставам само во државата, најчесто завршуваат на Брисла, веројатно или на дивите или релативно организираните депонии низ државава. Тоа е сериозен проблем на кој што еве тие што не следат да го увидат. Кристина Ристеска, како бизнисот со батерии спаѓа во циркуларна економија кога отпадот што останува од нив е прештетен за околината? Мислам дека повеќе тука е дел на регулатива, инспирирање на граѓаните да го селектираат тој отпад отколку бизнис. Ја не знам како се преработуваат батериите, мислам дека поентата на таа иницијатива е да се извадат од плоскиот отпад. Така, затоа што штетат многу. И Лука Влаховиќ вели, може ли да биде финансиски исплатлива циркуларната економија? Може ли? Можете тројцата кратко само. Да. Реално гледано може. Значи единствениот начин да се продолжи не само државата, мислам генерално во светот, да го мислиме едината е сепак премин кон циркуларноста. Ресурсите во целиот глоб се финитни. Значи негога ќе завршуваат. Идејата на циркуларната економија е да се минимизира нивната употреба и што повеќе да се фокусираме на тоа што можеме да преработуваме, да им даваме друг дизајн, па да го користиме за нешто друго, па се на крај на крај да го рециклираме, бидејќи рециклирањето е последниот чекор и најтешкиот чекор од се. Значи полесно една столица да го редизајнираш, да го направиш нешто друго, отколку да го рециклираш све на крај. Значи единствениот начин да ја спасиме земјава е да преминеме кон циркуларниот начин на размислување во секојдневието. Останува да ви се заблагодарам на учеството во последната епизода од подкастот Време. Се надевам дека јавната свест можеме да ја подигнеме на повисоко ниво преку ваков начин на дебати, да се спроведат законите, да се донесат нови закони, да профункционираат инспекциите, да се освестат бизнисмените и само на тој начин може да зачуваме животната средина, а и да функционира стопанството. Уште еднаш ви благодарам на учеството, а вие, почитувани пријатели на Засеточка.мк на социјалните мрежи YouTube и Facebook, ви благодарам што овие 4 епизоди од пилот проектот Време бевте со нас. Се надеваме дека од есен ќе можеме повторно да емитуваме слични или разглобени детали од секоја од овие важни теми кои што ги третиравме, што ги вклучуваат почвата, водата, воздухот, третирањето на отпадот и на крајот зелената економија. Ви благодарам уште еднаш на тоа што не гледавте.